Борбата со институциите за добивање на лекот Трикафта на луѓето на кои им е диагностицирано цистична фиброза не престанува. Од асоциацијата денеска повторно се организираше протест за кревање на гласот. Со транспаренти пред Министерството за финансии, пациентите и нивните блиски побараа да го добијат лекот како што е случај во цела Европа и регионот. Тие остварија средба со представници на Министерството, од која се делумно задоволни кои преговараа за набавување на лекот за сите пациенти. Тоа што го добивме од нивна страна е дека на 25 април со одлука на влада поминала дека ќе се покријат тие што се во тешка и во средна состојба. Тоа е некоја си проценка нивна од 18 плюс пациенти покрај овие 12 што примат и треба официјално да го известат на 10 мај таа одлука да си ја дадат и да ја потврдат, со што ќе продолжат кон пристапување во преговори со компанијата за да се донесе лекот за самите пациенти. Додека се водеа преговорите на представниците од асоциацијата во Министерството за финансии за неоствареното ветување дека лек ќе се набави за сите, ечеа свирчиња, пациентите и нивните семејства носеа транспаренти, ретки сме и постоиме, наше право за лек, ваша обврска, здравје пред профит, бидете и сојузници на нашата борба за живот. И не диши, имаме други приоритети, со кои бараат Министерството за финансии да одвои средства за набавка на лекот. 30 години сме чекале да се измисли ваква терапија и сега кога таа е достапна, кога постои, нема зошто таа да не биде достапна за нашите пациенти, затоа што во Европа сите пациенти се покриени со Трикафта, во земјите од соседството сите пациенти се покриени со Трикафта, така да не гледам зошто нашите животи би вределе помалку во однос на животите на другите пациенти од другите земји. Од Министерството за здравство, изминатиот период во неколку наврати најавуваа дека работат на обезбедување на Трикафта за сите кои имаат потреба од лекот. За набавка на терапијата, директно од производителот, се направени законски измени, а надлежните почнаа да реагираат за овие граѓани откако во февруари почина пациент чекајќи државата да му го набави лекот.